Добар ден, Пладне. Почнува новиот ден на Студио 1. Ова е отворена и контактна програма на 1 телевизија, во која ќе продефилираат и дефилираат еден сет на умни луѓе, активисти, политичари, универзитетски професори, со кои ги разгледуваме или ги поставуваме основите на диалог. Јас тоа го тврдам еден нов модел на граѓански муабет, домакински муабет. Ми се чини дека сите ние сме прекупирани со заштитата на човековата средина. Тој еколошки синдром во последно време стана на оден начин и помодарство, па гледаме дали е пи частичките се високи, па колку ние го одржуваме нашата еколошка зона. Меѓутоа има една сфера која е глобална и која во светски рамки станува нова наука, односно станата е нова наука. Во Македонија таа влегува скромно, но се поинтензивно се пренесуваат и научни и контраверзните социолошки, психолошки, па и филозофски дилеми, а тоа е биоетиката. За оние што веројатно малку повеќе се упатени, веројатно треба да знаат дека еден од филозофите на филозофскиот факултет, реномираниот професор Кирил Темков, долго време ги поставуваше темелите на ова биоетика, која станува изгледа во Македонија ревностна и се повеќе наука за проучување и за експликација. И уште да завршам, пред да го представам мојот гостин, на 19. октомври, денови на биоетиката во Македонија, тоа се светски денови на биоетиката, а во Македонија почнува, јас би го рекол, еден саем на мислители кои треба да ја донесат новата филозофија, зошто ние треба да се занимаваме со биоетиката. Мој и ваш гостин е универзитетскиот професор Дејан Донев, кој во ова динамично време на организирање најде за потребно да поразговараме што е биоетиката, кои се тие светски, а кои се македонските методи и манири на ова студија и наука. Прво и основно, добар ден, добро ве најдов, и тоа се убава идеја и се убава мисла и цел, зашто сме денес овде. Во контекстот на вашето прашање, нели, што е и зошто е биоетиката толку кај нас во последно време, генералната дефиниција, нели, најпросто кажано во 20 секунди е биосетос, или етиката на животот. А животот е оној најширок термин, односно најширокото нешто околу кое се вртиме и се обидуваме да го унапредиме. Начинот на кој што тоа го правиме, нели, е дискутабилен, затоа што кога ќе ги споредите, да речеме, поразвиените земји, поразвиените методи, поразвиените науки, поразвиените тенденции во светски рамки, ние заостануваме. Што укажува на нешто дека или тешко фаќаме приклучок, или не сме свесни дека, освен светоста на животот, треба да работиме и на квалитетот на истиот. Затоа, нели, да ја надополнам онаа ваша поставена теза во воведот за PM честичките, нели, се повеќе зборуваме, иако не знаеме што се тие. Но знаеме дека не можеме да дишеме. Тоа е тоа. Односно, идејата е да го поставиме моралниот развој или нашата свест на едно повисоко скалило на таа скала. Секоја скала, нели, е дел од големата скала, меѓутоа треба да напредуваме нанапред. И треба да го поставиме на повисоко скалило и тој развој, односно да ја подигнеме таа свест дека загадувањето не доаѓа само од себе. Природата не може да ви врати ако вие претходно не сте и направиле нешто страшно, односно не сте ја повредиле како таква. Джеймс Левлок пишуваше за Геа, нели, таа наша планета во која што ние живееме и за тој механизам на заедничко живење. Доколку сакаме позитивен фидбек, односно подобар квалитет на нашиот живот. Професор Донев, имам уште една дилема која произлегува на дел од овие контраверзи. Дали ни треба, кога ни треба, кој е судирот на социолошките, психолошките. Зошто е овој дел сместен во вашиот така наречен Центар за религиски студии? Тоа произлегува од светоста на животот или од перцепцијата на духовноста? Прво и основно не се работи за некаков си ексклузивитет.
Значи, биоетиката, да, номинално произлегува од филозофската размисла и се вози на тие шини, меѓутоа нејзината интердисциплинарност и особено плуриперспективноста како таква ја отвараат за сите науки. Затоа што вие не можете да говорите за квалитетот на животот, а да не влезат и правниците, и медицинарите, и екологистите, односно сите оние кои што се инволвирани во самиот живот како таков. Значи, ексклузивитетот персе го немаме само на философите. Тоа е најбитниот момент. Вториот момент е што таа интердисциплинарност овозможува да седнеме и да разговараме со луѓе од различни професии, што е она што нам ни фали и како можеме тоа да го направиме подобро. Значи, ја не би одел по таа теза дека конфронтираме ние психолошки и социолошки. Напротив, ние одиме заедно. Од тој брейнсторминг на тие идеи треба да се роди добар производ. Тој производ треба да биде применет. Англосаксонско говорно подрачје applied ethics, или да го примените како применета етика, на која што и самиот живот не учи, меѓутоа и ние мораме да станеме свесни за нејзиното значење. Оно што ја гледам во овие 2 дена биоетика во Македонија, Охрид, Скопје, Ману и така натаму е прилично шароликиот израз на гости од соседството и од странство и домашни авторитети. Тоа што мене ме интересира е што тоа вие заедно со грците ќе направите. Бидејќи ми реков дека сега тука, па после ќе идете малку во Грција. Вака, прво целата идеја да ја објасниме. Денови на биоетиката ние ги започнуваме 10 дена пред светскиот ден на биоетиката, кој што е 19 октомври. Зошто? Она што најчесто ке нас, нели, е изговор, ја го сметам како причина многу повеќе отколку како изговор, се финансиските средства. Да одбележите 19 октомври, светскиот ден на биоетиката, ви треба нешто повеќе од институционална поддршка само и определена свота на пари, за да можете да го прославите, односно да влезете во тој механизам на чествување. И ние го правиме 10 дена порано, со тоа што утре имаме јавна трибина, односно јавно предавање на Майкл Џорџ, професорот кој доаѓа од Канада, и тоа на фантастично отворена тема биоетиката како општествен продукт, односно проект. Што е биоетиката и на каде одиме со неа, зошто ни треба? Он ќе се обиде утре едно 30 до 45 минути да даде одговор. Настанот се случува во свечена сала на Филозофскиот факултет, затоа што главната иницијатива потекна од нас, односно од Центарот за интегративна биоетика при Филозофскиот факултет, и он утре ќе го одржи. Се вкупно за овие 6 месеци, колку што сме активни, направивме 4 вакви трибини. За сурогат мајчинството, за ГМО, наскоро ќе следува да речеме за загадувањето, односно од аспект на еколошка етика и така натаму. Се она што не тангира во моментот, ќе се обидиме од различни перспективи да седнеме, да зборуваме, заедно со публиката. И ова е, значи, јавно предавање, потрепат, нели, го апострофирам, отворено за сите, не само за научниците, не само за академиците, не само за професорите и така натаму. Професор Темков имаше една обсесија. Етиката, особено ова биоетика, да се симне до рамништето на неразбирливост во основното, особено во средното образование, за да се создаде духовна, научна, па и практична едукација. Што е тоа? Зошто ние денеска разговараме, рековме ама ние уште сме далеко од стаклени звона, од... Затоа што нивото на свест кај нас е многу понизок отколку што ние го перцепираме како таков. Ние можеме да зборуваме, ние сме релативно морално освестени и така натаму, меѓутоа кога ќе излезете во јавност, ретко кој би ја поддржал таа теза во пракса. Не, ако сме прикажуваме многу поинако резултатот од нас. Ние сме далеко од некако морално освестени со една прилично симптоматична. Не може комуналец да исчисти колку што ние можеме да извалкаме. Точно. И тоа е синдромот во кој никој од нас не си го чува атарот на својот двор, на својата улица, на своите контейнери и така натаму. Па никој, затоа што кога го чисти дворот го префрла или во комшичкиот или на улица, или таму е задолжен комуналец. Или од колите ги фрлаат доле на првиот спрат, нели? Значи, генерално додека не отворите перцепцијата, просторот, да видите каде сте и што
и со кого, тешко дека ќе имаме било каков напредок. И затоа првото, значи првиот настан, тоа јавно предавање, таа трибина, ќе ја започне професорот Майкл Джордж од Канада, затоа што он е од првиот ден со биоетичката мисла кај нас на Балканот. Пред 20 години во Дубровник на една конференција која започна таа приказна околу биоетиката и која што неверојатно добро хрватите ја разработија, замислете, он има 4 овакви центри за интегративна биоетика, од кои едниот е Center of Excellence. Не само добивање пари од Европска унија, туку и прикажување реален резултат. Втора работа, многу понапред и во делот на истражувањата. Благодарение на алфа омега човекот не на европската, ја би рекол на светската биоетика, професорот Ханс Мартин Сас, кој 5 за 12 заради здравствени причини откажа да дојде, они во соработка со него го открија првиот европски биоетичар, а може би уште понаназад, од 1927 година. Знаете, во светот постои таа битка помеѓу американската и европската биоетика. Меѓутоа, заедничка е целта, само кој ја вози таа приказна. Дали ја вози Ван Потер од 70 години во Америка како онколог, односно лекар, или тоа го имате во Европа, еден обичен селски учител, кој што е Ханс Мартин Фрицијар, и кој што пред времето на Втора светска војна, на појавата на нацизмот и така натаму, 27 година, ги дава тие биоетички императиви, како да се живее, да го имате тој добар квалитет на живење. Не одговоривме како ќе се споите со грците. Многу едноставно. И тие имаат свој придонес и во европската и во светската биоетика како таква. Уште повеќе радува фактот што ние ги имаме овие 3 настани сега, а 4-тиот настан го правиме заедно со нив на нивна покана. Значи, директорот на грчкиот оддел на катедрата на УНЕСКО за Грција во Атина, на Националниот универзитет во Атина, не вика или не кани за Светскиот ден на биоетиката да бидеме единствени двајца, затоа што заедно со мене доаѓа и мојот колега професорот Ристо Солунчев од Институтот за филозофија, да бидеме единствените двајца странци гости помеѓу 40 грчки предавачи. И тоа на тема која што е генерално мото за Светскиот ден на биоетиката, а се однесува на солидарноста и соработката. Моето излагање е во духот на за кого бијат камбаните. Јас овде гледам една прилично атрактивна, контраверзна и медицински, и социолошки, и етички тема за која вие се зафаќате не да чепкате, туку да нурнете. И тука има и други. Што станува со еутаназијата? Тоа е во Македонија се уште табу тема. Затоа што не се создадени културолошки, општествени, етички, судови и карактеристики, како би можеле да се определиме меѓу животот и малтретирањето, меѓу редукцијата на, како да речем, нечовечкото живење и, да речем, условно, убавото заминување. Видете, добро е што немате уште еден гостин од друга страна кој би дошол од црквата, представник на црквата. Он би ви рекол дека тоа не е малтретирање. Без оглед, достоинствено до последниот миг. Значи, природите се различни, и од културолошки, и од општествен, и така натаму. Пластично, како тоа би го објаснил, односно, би дал некоја попластична слика. Кога ние ќе зборуваме и ќе го применуваме? Во оној момент, кога, да речеме, лекарска комора на Македонија, ќе свати дека во етичкиот комитет на лекарите морате да имате етичар, односно биоетичар. Некој што слушал еден семестар етика некаде, току кој што by degree, по шо велат, нели, црно на бело, со диплома од таа бранша, ќе дојде и не мора да биде претседател на комисијата, нека биде член. Вие не можете никаде на запад да отидете во било која болница, а да немате биоетички комитет кој што прво, ако се работи за трансплантација, еве наједноставно, informed consent, до нивото на определување клиничката смрт, согласност, кадавершните трансплантации. Точно. Прво не ја разгледа опцијата, дали во однос на квалитетот, на светоста на животот, дебатата, и тоа во неколку часа, па да донесе одлука, па да можете да го спроведувате. Ние ги копираме западните модели на протоколи. Океј, протоколот како протокол во однос на медицинската професија, како да го извршите еден определен зафат. Меѓутоа, во делот на човештината што? Ќе отвараме мини црквички у болница, па ќе се клањаме дека
нели? Бог ќе ни помогне. Не, меѓучовечкото го бараме во смисла на најдобро решение. На Западот не можете без ова. А кај нас вео што е тоа? Второ, во делот на дипломата, што е тоа биоетичар? Од Белград наваму ние се расправаме дали биоетичар под диплома може да постои како професија. На Западот не е веќе така. Тоа се специализирани студии. Кај нас ме радува еден факт што пред 10 дена, кога беше првата балканска педиатриска школа, во Александар Палас 4-5 дена траеше и така натаму, првата сесија беше и не повика. Се радувам и голема благодарност до доктор Аспазија Софијанова, која што не повика првата сесија пред да почнат медицинските теми да биде посветена на биоетиката, во делот на заштита на детето и во делот, да речеме, на сурогат мајчинството. И она што особено многу ме радува, нели, додека ние си се гледавме меѓу себе што ќе изборуваат овие таму или како ќе реагираат овие оваму, модераторот, наш лекар кој што во Австралија работи, беше фасциниран. Он збореше повеќе од нас. Добро е и кај нас вели, еве, а што е тоа нас, нели? Вие живеете таму, што е тоа нас, нели? Добро е, ви во Македонија се говори за овие биоетички теми, кај нас тоа е апсолвирано. Се работи уште повеќе на ова. Меѓутоа е апсолвирано. Барем тука еве основата да зборуваме за тоа. Ако е тоа основа, беше инспириран. До кај сме стигнати со перцепцијата да отвориме јавен диалог за еутаназијата како религијски, социолошки... Не е само евтаназијата. Не е само таа. Колку сме ние, да речеме, спремни да го отвориме, ама реално да го отвориме. Прашањето на абортусот. Прашањето, да речеме, на сурогат мајчинството. Пошто таму имате една страшна дилема. Таму веќе и општествено се менува концептот на бракот. Затоа што ќе имате две жени и еден маж. Таа мајката, нели, сурогатот, која што... Дали она ќе се откаже? Законски да, ама меѓу човечки збориме. Дали она би се откажало од тоа дете? Дали е само за комерцијални цели? Ние имаме закон, он е доста либерален, доста популарен, многу добар од правен аспект и така натаму. Меѓутоа таму има и доста решенија кои што баш на вториот настан, односно на втората конференција, ќе зборувам на таа тема од биоетички аспект, колку чини изнајмување на една матка. Во Индија чини 5000 евра, 5000 долари, пардон. Зошто? За да може истата која што доаѓа од село да побегне у град да живее. Првиот пример забележам во Америка 86 година. Да, го роди, меѓутоа го украде бебето и си замина со истото. Законски го решија, меѓутоа мора и меѓучовечки да го решат да и дозволат да го гледат. Джет сетовите на Холивуд до 5 милиона е да обезбеди сурогат мајка. Да, ама таму е повеќе од естетски причини, во смисла не сака да го носи, па како тоа ќе влие на низиното тело, затоа што се, нели, од джет сетот, затоа што доаѓаат, не знам, од јавниот живот и сфера, па чисто од тие причини не би сакала, полесно е, нели, да го изнајми. Ова е изнајмување на родилка. И тоа не е најстрашното. Најстрашното е следново. Што да речеме, додека ние сега разговараме за тоа колку чини изнајмување на една матка, од комерцијална страна погледнато, Европа почна да зборува по тоа комисиите, а она си има и своја комисија за биоетика, почна да зборува за тоа дали воопшто ни треба уште една жена во бракот, односно онаа сурогатот, што би било од самиот момент на зачнување истиот процес да се одвива 9 месеци во инкубатор. На што ќе се сведи светоста на животот, дигнитетот човечкиот, достоинството. Тоа се веќе одиме кон онаа што се нарекува human enhancement, човечко подобрување, ајде во македонскиот јазик, некој си релативно по-окей, по-добар превод. Ако истиот оди кон тоа дека човечкото подобрување е заради унапредување на квалитетот. Ама што ако утре јас сакам, нели, трета рака? Сега е на услови немам втора. Human enhancement е подобрување заради компактноста на единката. Ама што ако посакам уште нешто плюс? Тоа се дилеми, да речеме, кои што од 70 години наваму, барем по светот, со развојот на биотехнологијата и биомедицината се отворија. Првиот случај на силикон гради, вметнување, или не знам, првиот случај на естетски операции на нос, на задник и така натаму, естетско дотерување. Па потоа уште многу работи посакавме. Ама дали, нели, као Втора светска војна? Во современите дотоци на животот. Јас се враќам на првото прашање кое е во Македонија прилично социолошки, па и психолошки и етички не е обсервирано. Правото да се умре, правото на еутаназија.
Ако е тоа во развиениот свет, да речем условно, допуштено? Не секаде. Холандија, Белгија предничат со некои своји законски пред се регулативи, меѓутоа не и во останатиот дел од светот. Еден дел вели да, и тоа се регулира преку закон, преку посебни комисии, начинот на кој што може да изведете и така натаму, но не и во останатиот дел од светот. Да се вратам на еден пример, не е многу стар, ми се чини 7-8 години, еден филм кој што најдобро тоа го илустрира за американското тло. You Don't Know Jack, вие не го знаете Джек. Тоа е всушност филм правен за лекарот Доктор Дет, го нарекува господин Смрт, Джек Каворкијан. Го игра Ал Пачино, фантастичен филм. И он го ја отсликува цела таа битка, цел тој процес, кој што лекарот, нели, Джек Каворкијан се обидуваше на американско тло. Пазите, таму од држава во држава има различни регулативи, односно и различен културен бекграунд. За да го прифати тоа, некаде го осудува, некаде го приграбуваа кон себе поблиску како најсолвентно решение. Дури и кај нас го имате, на Балканот да речеме. Се случи пред 10 години, јас ја застапував една теза на Лошињ, во Хрватска бевме, ја застапував таа теза, нели, на правото да се умре, достоинствено. На што добив, нели, контра одговор, палијативната грижа, вели. Она што го прави мајка Тереза, достоинствено држање за рака до последниот миг од животот. Вели животот, сега веќе тоа малку и религиозно натопено во смисла Бог дава, Бог зема. Тука има доста аргументи за забрана на таа ефтаназија, меѓутоа можете да најдете исто така и голем број на аргументи и за спротивната теза што јас ја бранев. За истото е еден од двајцата грци кои доаѓаат ќе говори на овие две конференции. Професоре, Дона, да се вратиме на вашите денови, светскиот ден на биоетиката од еден друг аспект, а тоа е што правиме со принципот на проширување на нормативите, на достапноста на новите биоетички стандарди и така натаму. Дали ние сме уште во сферата кој не загадува и како не загадува? И на крајот на кришта, дали сте вие во процепот меѓу религиите, црквата и големите корпорации кои произведуваат се што е во врска со заштита на нашиот организам, но и загадување? Видите, тоа се главни актери и тие не можете, прво, не можете да ги промените, да им протурите став, а камоли да ги изгасните, како така. Религијата била и ќе обстанува, големите корпорации колку биле и ќе обстануваат, уште повеќе понатаму. Лидија Гајски напише една фантастична книга од Загреб, една лекарка своевремено, се викаше Лекови или обмана, односно заблуда. И беше против вакцинирањето и така. Одлична книга, која што Пола Балкан ја суптилно ја забрани медиумски да ја представи. Значи, идејата која е? Ние, да, точно, ние сме во тој процеп. Ама ја верувам дека тој процеп може брзо да го поминеме и затоа верувам и ги буткам овие идеи. А овие не се нови идеи. Барем ке нас, професорот Емков, мојот ментор, пред барем едно 10-15 години ги зачна идејата за биоетиката. А знаете како? Кога немате институционална поддршка прво, кога немате тим со кого да го буткате тоа, кога немате или не е создадена клима во која што барем ќе имате едно 15 души со кого ќе можете диалог да пробате да остварите, многу тешко тоа. Затоа е важно да биде интердисциплинарна. И ова е интердисциплинарно, во смисла на тоа дека Центарот за интегративна биоетика што го отворивме на Филозофскиот факултет членуваат 11 членови од различни дисциплини. Запреде сега доставиш. Значи ви дав 25 минути да разговараме за биоетика. Не ве ни прашав, иако знам да ве злоупотребам. Добро. Како вие мислите, бидејќи сте познат етичар, ги следите и овие кривично-правни и овие социолошки и политички процеси. Дали во Македонија на сцена е раскол на етичките норми во политичкото владење, егоизмот, клиентелизмот, ова што ние денеска им го припишуваме на политичарите, а изгледа дека станува некој модел на владење? Прво, дискутабилно е дали имаме раскол на етички норми, затоа што тоа подразбира постоење на етички норми. Тоа сме го дискутирали и во друго студио, во едно друго време, во други прилики, меѓутоа балканскиот модел, овој да отиде, нели другиот да дојде, е само надградување на еден ист модел. Јас сум познат по тој став. Односно, што тоа значи? Сега веќе не се работи за раскол на етички норми. Ние воопшто немаме етички норми.
За да имате етичка норма, треба да имате етичка вредност. Кога јас дома му кажувам, знаеш што, насилството не е добро. Ако те удри, не сега сврти го и другиот образ, меѓутоа пробај да се разбереш. Мене ме претепа веќе. Ние немаме никакви. Ајде, тоа се препишува како, нели, падот на социјализмот, едно општествено уредување, влеговме во ново. Добро влеговме. Презедовме се што презедовме. Ама нови не изградивме. И напорот на оваа биоетика е всушност градење на такви. И ова гостување на 19. октомври во Срета Тина на најголемиот национален универзитет под мотото, нели, на солидарност и соработка, Светски ден на биоетиката, е токму во обидот да пробаме да направиме една издржана матрица на етички вредности од кои ќе градиме етички норми и ќе се обидеме да ги почитуваме дури во политиката. Политиката не е лоша колку што ние ја искривуваме и ја сведуваме на ниво на политиканство. А политиканство е манипулација par excellence. А јас се обидов вака по култура да го спакува. Поштовани гледачи, гостин на почетокот од Студио 1, денешното издание беше универзитетскиот професор Дејан Донев. Со него разговарахме околу светските денови на биоетиката и македонските денови, во кои ќе се собере една еминентна група на научници за, би рекол, новите движења и новите нормативи и методи на ова интердисциплинарна дисциплина и студија. Време е за вестите. Саатот го изгубив, но ја гледам Джогуманова. Джогуманова, твоите минути. Благодарам. Ти благодарам, Чумовски. Да, во продолжение се првите вести во денешното отворено Студио 1. Почнуваме секако со блокот информации поврзани со референдумот, односно последиците по одржаниот референдум. Вестите почнуваат веднаш по кратката пауза. Доколку деновиве нема договор меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е за двотретинско мнозинство за уставните измени на договорот со Грција, собранието следната среда ќе поднесе иницијатива за распуштање на парламентот. Во меѓувреме почнуваат разговорите за двотретинско мнозинство во парламентот. Ако во наредните неколку денови партиските лидери на СДСМ и ВМРО ДПМН Заев и Мицкоски не успеат да постигнат договор за двотретинско мнозинство за уставните измени на договорот со Грција, собраниското мнозинство најверојатно во среда на 10 октомври ќе поднесе иницијатива за распуштање на парламентот, дознава 1 ТВ. Ваквата одлука на мнозинството ќе следи, велат нашите извори, за да можат да се стигнат роковите за одржување на предвремените парламентарни избори на 25 ноември. Во меѓувреме, во собранието течат консултации за обезбедување на мнозинството кое ќе ги поддржи уставните измени. Вчера, опозицијскиот лидер Мицкоски изјави дека неговата партија сега има две барања: смена на државниот јавен обвинител и формирање на анкетна комисија за референдумските нерегуларности. Последен ваков неуспешен, некредибилен референдумски процес, било каква поддршка не само од пратениците на ВМРО ДПМН, зборам и за сите оние останати пратеници кои што се дел од собранието, така што апсолутно нема простор за било какво очекување на било каква поддршка од било кој пратеник во собранието на Република Македонија. Премиерот Заев веќе порача дека доколку не бидат обезбедени 80 пратеници за уставните амандмани, единствена опција за откочување на состојбите се предвремени парламентарни избори. Прво ќе разговараме секако, неколку дена ќе посветиме на разговори, се надевам дека ќе успееме, заради тоа што вредно е да посветиме време и внимание да заштедиме време на Македонија, на граѓаните, на иднината, а доколку не успееме и не постои друго решение, впрочем. Процесите не може да останат замрзнати, не може да останат во место, мора да се движат напред, така да вредно е да посветиме максимално внимание. Собраниските математики се дека мнозинството може да обезбеди 70 на пратеници. За да поминат уставните измени, потребни се уште 10. Државната изборна комисија денеска попладне на јавна седница пак ќе одлучува по приговорите поднесени на постапката за гласање и постапката за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето на референдумот. Членовите на Државната изборна комисија ќе ги разгледуваат и записниците од 12-та и 13-та седница одржана на комисијата.
Најважните политички фигури од Европа и светот пак бараат имплементација на договорот со Грција во Македонското собрание. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика политичарите во Македонија да продолжат со спроведување на договорот. Посредникот на Обединетите нации во грчко-македонските разговори за името Метју Нимиц пак на раководството и на политичарите во земјава им порача дека ќе мораат да донесат крупни одлуки. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл порача дека ВМРО ДПМН и председателот Ѓорѓе Иванов не го поминале тестот на зрелост на референдумот. Министерот за надворешни работи на Луксембург пак Жан Аселборн предупреди ако договорот со Грција не се изгласал во собранието, Македонија ќе ја чекала уште една деценија тапкање во место како што беше во 2005 година. Во 2 дена од референдумот, власта и опозицијата различно ги толкуваат резултатите и успешноста за имплементација на договорот од Преспа, а меѓународната заедница е онаа која над 600.000 гласа за ги смета за доволна причина за собранието да продолжи со уставни измени. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика политичарите во земјата да продолжат со имплементацијата, а како причина го наведува мнозинството гласови за. Фактот дека големо мнозинство од гласачите го поддржаа Преспанскиот договор е важен. Ги повикувам сите политички сили во земјата да продолжат со спроведувањето на договорот преку институциите на земјата. Гутереш ја повторува посветеноста на Обединетите нации да ја обезбедат потребната поддршка за земјата, доколку е тоа потребно. А човекот кој пак беше посредник во преговорите помеѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, коментирајќи го референдумскиот ден во земјава како и недоволниот одзив на гласачите, во својата изјава вели фокусот треба да се стави на оние кои излегле и гласале за. Нимиц во својот коментар додава дека оние кои гласале против или пак оние кои не излегле на гласање не нудат друга алтернатива. Во меѓувреме, австриската министерка за надворешни работи Карин Кнајсел смета дека и покрај отсуството на цензус, изјаснувањето на гласачите покажува јасен сигнал за поддршка на решението за спорот околу името со Грција. Иако одзивот на граѓаните беше помал отколку што очекувала, Карин Кнајсел порача дека сега на институциите останува да го преземат следниот чекор што ќе води кон пристапните преговори со Европската Унија. А со реакција се јави и Руското министерство за надворешни работи, кое пак тврди дека политичарите од Европа биле подготвени да ја вклучат Македонија во НАТО и покрај тоа што граѓаните не го сакале тоа. Водечките политичари од НАТО и Европската Унија директно се вклучија во пропагандната кампања, не воздржувајќи се од мешање во внатрешните работи на земјата. И покрај фактот што 2/3 од граѓаните на Македонија не го поддржаа Преспанскиот договор, резултатите од референдумот веднаш беа поздравени од лидерите на Европската Унија и НАТО како и од Вашингтон. Тие се речени да го вклучат Скопје во НАТО и покрај спротивниот став на македонските граѓани. Москва и натаму ја застапува позицијата дека долгорочно решение може да се најде само меѓу двете земји, без мешање однадвор, исклучиво во рамките на правниот систем и со широка јавна поддршка. На референдумот кој се одвиваше на 30 септември гласаа 666.743 гласачи, од кои 91,46% за поддршка на договорот со Грција и влез во Европската Унија и НАТО. Според шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, референдумот не е ниту услов за имплементација на договорот од Преспа, туку избор на Скопје. Кодзијас истакна дека референдумот добил поголема поддршка од гласовите со кои биле избрани и Иванов и Заев. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ги поздрави граѓаните кои дадоа поддршка на договорот. Вчера резултатите од референдумот ги поздравија и американскиот Стейт Департмент, како и високата ЕУ представничка Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Кан. Референдумот не е услов ниту предуслов за спроведување на договорот од Преспа, смета грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас. Во интервју за Ерата тој вели дека премиерот Заев и председателот Иванов биле избрани со помал број гласови од тие што ги доби опцијата за на референдумот. Кодзијас во интервјуто откри дека прогнозите на македонската влада за излезност на референдумот биле меѓу 40 и 45%, додека Грција прогнозирала излезност од 40 до 42%. Договорот вели дека референдумот е избор на владата на Скопје, но не е ниту услов, ниту предуслов, ниту правно барање за имплементирање на договорот. Ова е од голема важност. Сега одиме на политичкиот дел. Голем процент е 37 до 38% излезност. На прв поглед кога некој го гледа.
Ако не ги знае балканските политики и политиката на Скопје и нивната реалност, ќе каже дека е мал. И логично е. Но ако знае колку гласови се овие 37 и 38%, и што се случи на претходните избори, тогаш ќе свати одредени работи. Денеска генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг истакна дека будно го следеле референдумскиот процес во Македонија и ги поздрави граѓаните кои дадоа поддршка на договорот. I welcome the yes vote in the referendum. It is up to Skopje to decide on the next steps. NATO is ready to welcome the country as our 30th member. But the only way is to implement the name agreement. There is no other way to NATO membership. Accession talks have already begun, and I expect that we will conclude them by January next year. Во интервју за грчката телевизија Sky пак вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска вели дека граѓаните кои гласаа за ќе имаат уште една шанса одново да ја пратат пораката на избори. Таа вчера на пресконференција во владата подвече дека повеќе од 91% од излезените, односно повеќе од 600.000 граѓани избраа да гласаат за Европска Македонија. Политичката идеја, нашата татковина да обезбеди европска иднина, доби повеќе гласови за од било кој победник на било кој парламентарни избори од независноста на нашата држава до денес. Одлучија гласовите на тие кои гласа. И тоа беше порака која што ја испраќавме до граѓаните на оваа држава низ цела кампања. Тие што избраа да гласаат со огромно мнозинство ја поддржаа идејата за Европска Македонија. Во интервјуто за ерата Кодзијас меѓу другото истакна дека добрите односи меѓу